Ке има за што да се разговара. Со овие зборови највисоките партиски функционери го најавија отчетниот конгрес на СДСМ. Делегатите се собраа, раководството на партијата ги зазема првите редови во салата. Сите дојдени во потрага по еден одговор: каде сгреши Социјалдемократскиот сојуз на изминатите избори. Неколку часа по почетокот, конгресот се одложи. Општинските организации на СДСМ побараа време да го разгледаат обемниот извештај кој се однесува на парламентарните и претседателските избори. Како општински организации имаме потреба од повеќе време да го разгледаме, анализираме и да дадеме и ние одредени своји предлози, забелешки, сугестии и така натаму, бидејќи во овој момент ова е една од најважните теми за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во официјалното партиско соопштение, Социјалдемократскиот сојуз информира дека предлогот бил поддржан од мнозинството присутни делегати. Ова се случува на точно 3 недели до изборот на нов претседател и ново раководство на партијата, откако сите ги депонираа своите оставки по катастрофалниот изборен резултат. Конгресот ќе продолжи на друг датум, кој дополнително ќе биде определен, а пред денешниот почеток се произнесоа дел од досегашните функционери. Очекувам отворена дебата, очекувам да се разговара конструктивно и отворено за сите прашања кои што влијаја на изборниот резултат и на овие избори, меѓутоа и на изборите во 2021 година, бидејќи тогаш не беше одржан отчетен конгрес, така да делегатите ќе имаат за што да разговараат и мислам дека ќе биде еден успешен конгрес од кој што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија треба да искочи посилен, пообединет и да влезе во процесот на финализирање на избор на нов претседател и на избор на ново раководство. Сметам дека ова е точка на преврат во партијата и затоа е многу битен ден за мене. Има само една промена на статутот, а тоа е поврзано со изборот на претседателот, на други избори не. Ќе оставиме на новото раководство да ги направи. Паралелно со свикувањето на денешниот отчетен конгрес, во СДСМ започна постапка за избор на нов лидер и целосно ново раководство. Партиските избори се закажани за 30 јуни и има 4 претенденти за претседателската позиција. Претседателот ќе го изберат членовите со гласање на непосредни избори. Актуелните пратеници и поранешни министри Венко Филипчи и Славјанка Петровска, како и Јован Деспотовски и актуелниот заменик министер за информатичко општество и администрација во техничката влада Александар Бајдевски, поднесоа своји кандидатури за претседател на партијата.